Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Определени мерки притвор, куќен притвор и мерки на предпазливост за 23 лица во предметот за малверзации во остварувањето на правото на туѓа нега и инвалидска пензија. Според информациите кои утрово ги сподели обвинителството, 9 лица од судијата на претходна постапка добија 30-дневен притвор, додека 5 мина одат во куќен притвор. Останатите ќе останат без пасош и добија обврска повремено да се јавуваат во судот. Обвинителството вчера отвори истрага за 49 лица кои ги сомничи дека се организирали преку лажни диагнози и серија незаконски постапувања им овозможувале на луѓе да добиваат право на туѓа нега и инвалидска пензија, иако не ги исполнувале условите за тоа. Имено во текот на 23-та година прво осомничената, порано вработена на универзитетската клиника заедно со други двајца осомничени, создале злосторничко здружение, група која имала за цел вршење на серија кривични дела како злоупотреба на службената положба, примање подкуп, давање подкуп, примање награда за противзаконско влијание и давање награда. Во меѓувреме припадници на групата станали уште 9 мина осомничени, од кои двајца како лекари специјалисти биле председатели на стручната комисија за издавање на наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице во рамките на Велешката болница, а останатите лекари специјалисти вработени во истата болница и во клиниката за неврологија во Скопје, како и неколку матични лекари од Велес. Тие организирано нуделе и примале подкуп на други лица за да овозможат право на туѓа нега и инвалидска пензија, иако оние кои што го добивале тоа право не ги исполнувале условите. Без пасошот остана председателката на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска, откако обвинителството вчера ја осомничи за одавање службена тајна. Таква одлука донесе судијата на претходна постапка кога ги виде доказите според кои таа преку Вибер и WhatsApp му испраќала податоци за предметот адитив на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, кој самиот бил еден од осомничените во овој предмет. Таа неколку пати му испраќала податоци за други опфатени во предметот во текот на минатата година. Димитровска е една од трите лица кои се ново осомничени во случајот, кој се однесува на набавка на адитиви наплаќани по 3 пати повисока цена од реалната, каде еден од клучните осомничени е екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски. Предметот адитив се однесува на истрага за злоупотреба на јавни набавки и перење пари во врска со набавката на адитиви за јаглен за потребите на ЕСМ, односно за подружницата во РЕК Битола и во РЕК Осломи. Обвинети се 31 физичко лице и 5 правни лица. Според обвинителството, осомничените се организирале и вршеле пререгистрација на правни субјекти за да ги изиграат постапките за јавна набавка, со што овозможиле одредени компании да добијат договори и да се стекнат со значителна имотна корист. Кривичниот суд соопшти дека е одобрено обвинението против Васил Јованов, кој на 29 јануари ја усмрти младата Фросина Кјулакова на булеварот Партизански одреди. Според обвинението, тој ќе одговара за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, за што му се заканува затворска казна. Во моментов формиран е кривичен предмет кој ќе биде распределен на понатамошно постапување во согласност со судскиот АКМИС систем, информираат од судот и додаваат дека веднаш штом ќе биде закажан термин за главната расправа, јавноста ќе биде соодветно информирана. Васил Јованов на 29 јануари ја прегази младата Фросина Кјулакова на пешачки премин во центарот на Скопје, возејќи без дозвола, под дејство на алкохол и со зголемена брзина. Случајот предизвика бура реакции во јавноста и серија протести, особено откако се дозна дека Јованов имал проблематично минато кога станува збор за учеството во сообраќајот. Без некои промени во распоредот на силите во собранието и меѓу пратеничките групи и натаму функционира владиното мнозинство. Таравари речиси надвор од коалицијата вреди и она што останува непознато е дали тој ќе остане дел од владата како посебна партија или пак ќе се пресели во опозиција. Одговорот на ова прашање се очекува по средбата со премиерот, која Таравари треба да одржи по 1 мај. Вчера тој во изјава за медиумите рече дека сака да остане дел од владата и дека според него неговата партија е потребна на владата, но додаде и дека ако премиерот одлучи
одлучи поинаку, тој е спремен да премине во опозиција. Во коалицијата вреди не кријат дека не сакаат Таравари да остане дел од владиниот кабинет. Според нив, соработка со ДУИ, соработка со оваа влада не е опција. Во владата нема официјален коментар за ова прашање. Високи владини извори велат дека ситуацијата се следи и дека сите опции остануваат отворени. Вчера спикерот Гаши рече дека до овој момент нема најави за преминување на пратеници од една кон друга пратеничка група. Официјално владата во овој момент има мнозинство од 78 пратеници. Таравари тврди дека контролира 5 мина пратеници со кои нема можност да ја загрози стабилноста на владиното мнозинство. Владата предводена од ВМРО ДПМН знами влене најнеспособната и најхаотичната што Македонија имала, велат од СДСМ во соопштение утрово. Додека ДПМН знами влен се занимаваат со внатрешни пресметки и коалицијски кавги, институциите се уриваат пред очите на граѓаните. Системот е на работна колапса, владата функционира како неорганизиран картел. Повеќе фокусирана на тоа кој ќе земе повеќе отколку на тоа како да се решат проблемите на народот. Граѓаните секој ден гледаат наместо работа партиски препукувања, наместо резултати скандали, наместо политики за народот, тивки борби за тендери и функции, се вели во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз. Владината мерка за замрзнување на цените и ограничување на маржите на основните прехранбени производи има позитивни ефекти. Овие резултати потврдуваат дека мерките се ефикасни и дека владата продолжува со својата политика на стабилизирање на економијата и подобрување на животниот стандард, се вели во соопштението на ВМРО ДПМН утрово. Според анализите на ССМ, во февруари трошокот за храна и пјалаци за едно 4-члено семејство изнесувал 23.427 денари. Во март истиот трошок се намалил на 21.838 денари, што представува намалување од околу 3%. Во април трошокот дополнително паднал на 21.280 денари, што представува вкупно намалување од 2147 денари или речиси 9% во споредба со февруари, се вели во соопштението на ВМРО ДПМН. Премиерот Мицкоски со своето однесување изјави и постапки постапува на начин кој ги подкопува стандардите и одговорноста што се очекуваат од еден државен лидер, се вели во соопштението на ДУИ утрово. Тој урива се што е градено со труд и посветеност со години, меѓуетничките односи, довербата меѓу граѓаните, лојалноста и чувството на заедништво во оваа држава. Со напаѓање на клучните столбови на Охридскиот мировен договор, јазикот, балансерот, правичната застапеност, легитимитетот и инспекторатот за употреба на јазиците, тој го доведува во прашање унитарниот и интегративен карактер на државата. Затоа денес сериозно прашуваме. Ако целта е уривање на Охридскиот договор, која е алтернативата? Прашуваат од ДУИ во своето соопштение кое што го објавија утро. Министерот за надворешни работи не е загрижен од големиот број на амандмани кои грчките и бугарските европратеници ги поднесоа на извештајот за Македонија. Вели дека е во постојана комуникација со сите европски представници и дека земјава останува на својата позиција дека проширувањето на Европската унија не треба да се билатерализира. Ние сме своевремено информирани за како течат процесите, работиме на повеќе иницијативи кои што се насочени на откочување на процесот наш евроинтеграцијски, односно конечно да ги отпочнеме преговорите кои што за жал не се започнати од субјективни, а не од објективни причини, но секако нашите позиции се јасно втемелени во она што е наше очекување. А тоа е да се стави крај на билатерализацијата на европската интеграција и нешто што го повторувам, што го разговаравме меѓу другото и со мојот колега тука денес во Скопје, е дека создавањето на пракса на билатерализација штети на целиот регион и остава простор утре и другите земји од регионот да се соочуваат со исти предизвици. А процесот на проширување на Европската унија нема да биде конечен без интеграција на целиот регион. Јас велам ние примерно се заштитуваме себе си, но секогаш повторувам, ја заштитуваме и политиката на проширување како таква, бидејќи нашата цел е нашата држава да стане полноправна членка на Европската унија, заедно со сите други држави од регионот, вклучително и Црна Гора, чиј што министер е денес тука со нас. Биолошката терапија конечно стигнала на клиниката за онкологија. Оттаму ја потврдуваат информацијата и додаваат дека пациентите ќе бидат дополнително контактирани за тоа кога да дојдат да ја примат. Велат дека во текот на денот
и сукцесивно во текот на наредната недела ќе се дистрибуираат сите лекови. Според информациите од онкологија, во моментов таму ги има сите потребни лекови. Клиниката за онкологија имаше проблеми со набавката на биолошка терапија поради зголемениот број на пациенти и законските процедури за јавните набавки. Објавата дека сум исчезната е лажна, напиша на својот Facebook профил Симона Стојкова, девојката за која вчера беше објавено дека е исчезната. На интернет страницата најдиме.org.mk вчера беше објавено дека 35 годишната Стојкова е исчезната. Подоцна од МВР информираат дека кај нив нема пријава за таков случај. Доцна синоќа таа самата ја демантираше информацијата преку објава на својот Facebook профил. Драги пријатели, сите што ме познавате лично и оние што не ме познавате, објавата што денес се прошири дека сум исчезната е лажна. Се кренала лажна тревога. Ви благодарам за трудот и загриженоста да ме најдете, но навистина се работи за лажна тревога, напиша таа на социјалните мрежи. Со подобра организација на јавниот транспорт и поголема употреба на електрични превозни средства во него ќе се придонесе за поквалитетна животна средина и помалку загадување. Беше констатирано на регионалната конференција Зелени урбани транспортни решенија во Охрид. Таму беше нашата дописничка Нина Ритоновска. Патничкиот транспорт е еден од најголемите придонесувачи во загадувањето на воздухот. И како што бројот на возила на улиците продолжува да расте, така се зголемуваат и штетните емисии. Зелената транспортна инфраструктура е онаа што им овозможува на луѓето да се движат користејќи сопствена сила, како што се пешачењето или возење велосипед или со други еколошки одржливи средства како возови или автобуси. Од аспект на сообраќајот и транспортот во иднината ќе се размислува во насока на предизвиците кои ги донесуваат електричните возила, кои треба да го намалат загадувањето од еден аспект. Тука се наметнува како решение во транспортот и водородот. And that's not only true for Northern Macedonia, but for the entire region. The transport Точно е дека транспортот допринесува до зголемување на емисиите на јаглерод диоксид и меѓутоа за среќа има алтернативи кои што може да работат на намалување на овие емисии. Можеме да говориме малку повеќе за урбаната мобилност, малку повеќе да се фокусираме на бројот на индивидуални возења, односно бројот на возила кои што се управувани и кои што ги користи само еден индивидуален возач. Подобри железници и повеќе електрични јавни превозни средства ќе го намалат загадувањето. За да видиме како да најдеме една платформа, да дојдеме до овие чисти автобуси, за да дојдеме до чистите градови. Всушност, ако имаме еден малечок град, имаме само еден автобус, тогаш е многу тешко да зборуваме за резултати. Урбаната мобилност е она која што и како општина Охрид ние имаме ставено на како приоритет. На регионалната конференција Зелени урбани транспортни решенија во Охрид, добрите познавачи истакнаа дека дури во случај кога е тешко или невозможно целосно да се отстрани автомобилот од транспортот, постојат начини да се зазелени транспортната инфраструктура и истовремено да се подобрат здравјето и квалитетот на животот. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Нови инвестиции во технолошката зона во Прилеп најавуваат неколку странски компании. Дел оние кои се веќе таму најавуваат проширување на своите капацитети. Во посета на зоната беше заменик министерот за економија и директорот на ТИРСА со нив и нашиот прилепски дописник Дарко Штарговски. Нови инвестиции во ТИРС Прилеп како од страна на постојните компании, така и од нови инвеститори. Денеска беа најавени од директорот на Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони Гоце Димовски, кој што оствари посета на веќе постоечките фабрики во зоната. Димовски во моментов не сакаше да даде конкретен одговор кои се тие нови инвеститори, затоа што се уште се преговарало. Истакна само тоа дека автомобилскиот гигант Гентерм, кој веќе има погони во Прилеп, дека планира наскоро да има нова милионска инвестиција. Но не добивме одговор на тоа дали дел од сегашните погони Гентерм ги префрла во Мароко. Во однос на тоа дали го сели, не го сели, тоа треба да дадат одговор од компанијата. Согласно моите информации, јас можам да ви потврдам дека компанијата Гентерм има сериозни планови да инвестира во нови средства, во нови машини за да вработува повеќе. А во периодот што следи, тие детали ќе ги објавиме јавно. Сега сме уште во таа фаза да разговори, преговори и тие знаете разговори, преговори имат одредени доверливи информации и заради тоа не можеме да излеземе во со подетални информации. Оптимизам за брзи нови инвестиции искажа и заменик министерот за економија Маријан Ристевски, како и сегашниот градоначелник на Прилеп Борче Јовчевски. Понатаму како влада ќе продолжиме во инвестирање на подобрување на инфраструктурата и привлекување на нови странски и домашни инвестиции. Се надевам дека до крајот на
мандатот на ова влада барем ќе биде збогатена со ова тир зона Прилеп, барем со уште некоја фабрика што многу ќе значи за прилепската и македонската економија. А посебно со доизградбата, односно текот на изградбата на патната инфраструктура, коридор 10, ќе стане уште поинтересна за пласирање на извозната линија на пристаништата на соседните држави и со тоа очекуваме уште поголем интерес како на странски инвеститори, така и се разбира и на домашни. Во моментот во Тирс Прилеп има 3 компании со околу 3000 вработени. За Сител, Дарко Штаргос.